Благодарам, председателя. Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани медиуми. Пред нас пратениците во законодавниот дом е информација за општите состојби во образованието и ефектите од екстерното оценување во основните и средните училишта. И навистина многу коректно, дури политички, од опозицијска гледна точка и апсолутно корисно, бидејќи образованието е дел од општественото живење за кое недвосмислено секогаш треба и мора да се разговара, дебатира и сите факти без разлика гледано од опозицијска или позицијска диоптрија кои влијаат на воспитно-образовниот процес мора да бидат изнесени на еден коректен и достоинствен начин пред граѓаните од кои сме го добиле мандатот за да истите донесат свој суд кој сигурно ќе биде артикулиран на изборите закажани за 5 јуни. Но за волја на вистината и за вистинска информираност на граѓаните на Република Македонија, морам да истакнам дека ова е битна информација и е образложена од страна на опозицијата, потенцирам, на нецели 2 страници, што според моје мислење, а верувам, тоа е мислење и на мнозинството граѓани е факт, кој укажува дека се работи за многу брзо, народски кажано, скоцкана информација која апсолутно не отсликува соодветна доза на сериозност, неопходна за ваков сегмент од општественото живење како што е образованието. Едноставно, целта на опозицијата е јасна и гласна, а таа е тема заради тема и на таа тема дебата заради дебата. Веќе видено и слушнато. Како пратеник и член на Матичната комисија за образование, особено овие 6 месеци, многу често со колегите и од опозиција, но и од позиција, дебатираме за голем дел од проблемите и предизвиците на нашиот образовен систем од секаков аспект. За оние кои се добри, но и за оние кои со тек на време ќе мора да претрпат соодветни наградби па и промени. И искрено ќе се обидам во натамошната дискусија да не се повторувам и ќе се обидам многу конкретно и децидно да дебатирам апсолутно по тезите изнесени во информацијата пред нас, да дадам своје мислење и суд по истите, па граѓаните на Република Македонија нека ценат, анализираат и нека носат свој суд по своје лично убедување. Впрочем, тоа е и најголемата придобивка на демократијата. Прво, во информацијата покрај другото се вели, цитирам, се замолчува опозицијата во обидот да се укаже на незаконието. Се фалсификува гласање во комисија, се ограничуваат дебати, не се дозволува опозицијата да дискутира. А фактите еви математички се следни. Матичната комисија за образование само последниот месец има 20 продолженија на кои се дискутира минимум по 5 часа дневно или досега некаде околу 100 часа. На овој број можеме слободно да додадеме минимум 10 часа од расправата по предлог законот за укинување на екстерното тестирање водена минатата година и тоа само на пленарна седница. Доаѓаме од време од 110 часа дискусија, расправа во овој законодавен дом. Мислам дека имаме консензус околу ноторниот факт дека во овие расправи се дискутираше за целокупните состојби во нашето образование. Значи, да резимирам, за опозицијата приближно 110 часа дебата на една иста тема во 6-месечен период во собранието е недоволна, за да граѓаните не откријат и нас и вас за тоа кој што направил за да го подобри образовниот систем во Република Македонија е во крајна линија подценување на своите сограѓани. Јас сум убеден дека не постои парламентарен состав од осмислувањето на нашата држава до денес кој повеќе дебатирал на некоја тема. Втората теза се однесува на учениците па вели, цитирам, ниту еден нивни предлог не е прифатен, а со тоа директно се врши, потенцирам, тортура врз учениците и професорите. Ај заедно со граѓаните уште еднаш да ги согледаме фактите. Еве само дел од во наводници тортурата на владата на ВМРО ДПМН врз учениците спроведена директно со овие мерки што ги спровела оваа влада. Бесплатни учебници, бесплатен превоз, укинување партиципација во средни училишта, стипендирање на талентирани ученици, стипендии на ученици како социјална поддршка, стипендии на ученици за освоени награди на меѓународни и државни надпревари, целосни стипендии за ученици, матуранти кои ќе се запишат на првите 100 рангирани универзитети во светот, изградба на спортски сали, изградба на мултифункционални игралишта, отварањето на спортската академија, воведување на Кембридж образовните програми, воведување на IB школите во основните училишта и во средните. Па, почитувани колеги, пратеници, навистина ве молам, во репликите набројте неколку проекти кои вие сегашната опозиција, кога практициравте власт, добиена од своите сограѓани,
со кои проекти не ги, потенцирам, тортуриравте учениците, родителите и наставниците во Република Македонија. А граѓаните на Република Македонија се доволно мудри и ќе оценат дали оваа теза на опозицијата е реалност или како и вообичаено обична и секојдневна манипулација, односно типичен спин на сегашната опозиција. Во истата теза, опозицијата ја апострофира и во наводници тортурата врз наставниците. Во прилог на пак во наводници тортурата врз наставниците, владата на ВМРО ДПМН на наставниците, ке уште еднаш ке повторам, на 2 пати им ги изголеми платите и тоа, пак ќе истакнам, без штрајкови или било какви соодветни притисоци. Како средство во наводници тортура на сите наставници, со 2 години работно искуство, владата на ВМРО ДПМН им го реши долгогодишниот болен проблем на собствената неизвестност и нивниот работен однос го трансформираше од определен во неопределен. Демократската власт на СДСМ во периодот на своето владење не применуваше вакви мерки за да, истакнам, не ги покрај другото тортурира и не врши притисок врз наставниците. Пак оценување на своите сограѓани во случајот наставниците. Спин до спин. 7.000 наставници се тортурирани затоа што со решавање на својот неизвестен статус ќе бидат многу подложни на притисоци. Трето, теза сигурно несреќно избрана, но цитирам: голем број училишта функционираат во субстандардни услови. Сигурно има училишта за кои е наменета тезата, но убеден сум дека во никој случај влада на ВМРО ДПМН или локална самоуправа би дозволила ваква ситуација. Дека ова не е обична фраза, еве неколку факти што владата на ВМРО ДПМН во соработка со локалните самоуправи направила за да огромен број ученици и наставници учат, творат и работат во соодветни услови. Делата се видливи и мерливи. Реконструирани се над 350 училишни згради, изградени се 5 средни училишта, изградени се неколку нови основни училишта, 45 училишни спортски сали и така натаму и така натаму. На сите ни е јасно дека кога се работи за образовна инфраструктура, постојано треба и мора да се инвестира, но за да некој критикува, треба велат граѓаните за себе да има нешто сторено, направено, а во политички вокабулар тоа се нарекува кредибилитет. Но сепак, додеме понатаму со тезите од информацијата. Следна е, цитирам: треба да се спомнат и лошите услови во студентските домови. И точно, условите во студентските домови не треба, туку мора постојано да се подобруваат. Што направи и како ги подобри условите за живење во студентските домови владата на ВМРО ДПМН, дискутиравме претходните денови, само да потенцирам многу кратко: реконструкција темелна на речиси целиот студентски дом Стив Наумов, реконструкција целосна на еден блок завршена во студентскиот дом Гоце Делчев, во тека реконструкција на уште еден блок во студентскиот дом Гоце Делчев, а многу набрзо или во наредната година или две, како ќе дозволат условите, ќе се врши реконструкција на другите 2 блока, што значи 4 блока во студентскиот дом Гоце Делчев ќе бидат темелно реконструирани. Уште една оригинална теза која може само македонската опозиција да искористи во своји по нивно мислење опозицијски цели, цитирам: наместо создавање услови за престој на студенти, ова е визави она што до сега го зборував, деновиве сме сведоци на мултиплицирање на универзитети. Наместо грижа за студенти се води грижа за вдомување партиски кадри, завршен цитат. Ве молам, достапноста на високото образование и отварањето на нови факултети и универзитети, вие на некој начин му велите дека тоа е мултиплицирање на нови факултети и универзитети. Почитувани граѓани, ние, ВМРО ДПМН и коалицијата, додека е на власт во Република Македонија, а ќе биде со ваква опозиција, јас мислам, убеден сум, уште долго, ќе отвара нови и факултети и универзитети. Се со цел сите, апсолутно сите матуранти кои што сакаат своето образование да го продолжат во високо образование со запишување на факултет или универзитет, ќе им биде достапно, ако треба, многу близко во нивното место на живење. Така да, сите оние слики што ги гледавме во минатото, во тие
славни 90 години, кога СДСМ практицираше власт, кога огромен број родители беа оставени без работа и поради тоа нивните деца, ученици не можеа да ги користат капацитетите на нашите универзитети, веќе ќе биде далечно минато. Имаме уште многу, но верувам дека во репликите и контрарепликите ќе се доразјаснат. Господин Чукаревски, Горан има реплика.